што се случува пак во утрешниот ден, кога Цеце и Иване ќе ве пречекаат секако со новата утринска на Телма, меѓутоа од денес ви советуваме уште од сега можеби да поидете токму на Парусион, концерт на групата во Младинскиот културен центар. Еве Марија веќе мислам дека не потврдува дека веројатно не слуша. Марија, добро утро до тебе и до Михаел. Да ги споделиме генералиите за утрешниот концерт во Младински културен центар. Повторно добро утро, колеги, до вас, до колегите во студио, се разбира и до гледачите кои утринава се уште се заедно со нас. Во последното вклучување на лица место ќе дадеме една идеја како да го поминете квалитетно вашето слободно време, односно ќе го најавиме утрешниот концерт кој што ќе се одржи во 20 часот и 15 минути во Младинскиот културен центар од групата Парусион. Имено најавуваат вечер посветена на авторската музика, современиот фјужен израз и ритамот како главен носител на музичката смисла. Многу повеќе за самиот концерт кој што ќе се одржи во текот на утрешниот ден, токму овде каде што се наоѓаме во МКЦ, ќе слушнеме многу повеќе од мојот денешен гостин Михаел Парушев. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до гледачите. Навистина ни е драго што еве сме заедно тука да го најавиме утрешниот концерт кој што верувам дека ќе има навистина голем број на интерес, ќе има огромна публика, па за оние кои што ќе бидат присутни, што може да очекуваат на утрешниот настан? Парусион груп овој пат после 22 години е припремен за утрешниот концерт со програма која е веќе исвирена и импровизирана, има и нови композиции, тука ќе бидат вклучени по неколку композиции од Агол, Атер, така ми се викаат албумите. Најновиот проект што го планирам за оваа година да го реализирам, ќе се вика Рингишпил, веќе го најавувам 2 години, така да полека го припремам, има нови композиции, тоа ми е многу битно, како и на секој концерт, покрај старите композиции, припремам нови, за да ги чуем дали добро звучат, дали на проба, дали за концерт кој ги припремаме или за снимање. Добро е, има расположение, групата е 7 члена, како што најавив, 7 и ги именувам некој да не заборавам, како и 20 кусур години со мене гитара Зоран Костадиновски, Јован Цветковиќ од помладата генерација на пијано, Бејков бас, Петар саксофон и така натака. Ке имам и перкусионист гостин од Белград, мој пријател Горан Трајков. Ке направиме еден малку поспецифичен бубњарски дел, ќе ги отсвириме композициите заедно со бендот, но ќе гледаме да држиме звукот да биде создаден од ритамот. Кажете ми, како би го опишале звукот на групата која што постои повеќе од 20 години или поточно 22 години од самите почетоци па се до ден денес? Па да, Парусион беше експеримент уште од самиот почеток. Порано дури свиревме со матрици, тоа што ги викавме демо снимки, за да тоа звучи помоќно, така мислев. И млади бевме, така да сега веќе бендот свири во живо без никаква матрица. Доволен оркестар е веќе септет да се слушне тој опсек, а музиката ќе биде секако као да е нова. Секој концерт таа музика различно звучи, затоа што е таков пристапот, зашто се работи за слобода, тоа е фјужен. Тоа мене ми значи фјужен. Може би не некако музички стил на она джез фјужен или фанк или не знам рок н рол. Ова е таа фузија на модерна музика, но и нашите изворни мелодии, не зборам за обработки, него за моите авторски композиции.
И многу сум благодарен што сите тие луѓе кои соработувале со мене во овие 22 години во оваа група, тоа е као колектив, доаѓале, оделе, се менувале, има неколку што останале, поради звукот на бендот. Мора да се одржи таа една константа, да се знае дека тоа е тој звук, дали е гитаристот во прашање или басистот или брас секцијата. Така да најавувам спектакл, како и секогаш. Ние уживаме во тоа што го работиме. Убаво е да се слушне дека уживате во тоа што го работите, а со самото ваше уживање верувам дека и самата публика ужива, освен што го најавуваме утрешниот концерт. Дали може да најавиме некои други проекти, концерти годинава од самата група, освен Рингешпил, проектот што го споменавте на почеток? Ќе се потрудиме и очекуваме повици за концерти. Јас секогаш ciljem da odi тоа малце подалеку. Сакаме да одиме во Париз да свириме и во Берлин, во некои други градови. И нашето тржиште нормално да си го чуваме и да си ја презентираме уметноста. Да се надеваме дека ќе одржите бројни концерти во странство, дека ќе имате многу проекти, дека ќе имаме повторно можност да ги најавуваме токму во нашата утренска емисија. Ќе ви заблагодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да го најавиме утрешниот концерт на нашите гледачи. Ви благодарам, поздрав до вашата продукција и до вашите гледачи. Благодарам уште еднаш. Ова е последен поздрав за денешната емисија. Токму од лице место се гледаме утре со нови актуелни теми, без разлика дали станува збор за од областа на културата, од областа на здравството или општествени теми. Секогаш сме тука да ве информираме и да бидеме согласно сите оние актуелности кои што се случуваат во нашето општество.